Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во новото издание на ТВ Ординација. Мој вечерашен гостин, како што можете и самите да забележите, е доктор Божинова. Докторке, добре дојде во ТВ Ординација повторно. Вечер зборуваме нова тема. Секако, како и секоја ТВ Ординација, така и ова, издвојуваме тема која што се надеваме дека ќе го задржиме вниманието кај гледачите. Зборуваме вечерва за болеста на перикардот. Перикардот. Тема која што воопшто не е обработувана во нашата емисија, иако веќе многу години обстојуваме на ТВ Канал 10 како продукција, но се надевам дека образложувајќи за што станува збор, ќе го задржиме вниманието кај гледачите. Да. Значи, вака перикардот, морам први да објаснам што е всушност перикардот. Перикардот е срцева кеса во која што е сместено срцето или обвивка, која што го обвиткува срцето или уште е позната како марамица, која што го обвиткува срцето. Таа е составена од два слоја. Значи имаме внатрешен или висцерален слој кој што е прилепен за срцевиот мускул и надворешен или париетален слој кој што е прилепен за околните органи во градниот кош. И меѓу тие два слоја се наоѓа известно количество на течност, негде околу 15 до 50 мл течност, која што течност е потребна. Улогата на таа течност е да го спречи триењето на тие два слоја. Така. Сега, перикардот како составен дел од срцето има доста важна улога. Значи, прво има улога да го држи срцето во одредена положба во градниот кош. Другата улога му е да го чува од надворешни и внатрешни трауми, потоа од инфекции. Исто така да го спречува прекомерното ширење на срцевите комори. Значи, има доста важна улога. Така. Ова е заштитник. Како заштитник на срцето, така. Да. Многу често лекарите знаат да ги диференцираат болестите кај мажите и кај жените. Постои ли овдека разлика помеѓу заболувањето кај машката популација и кај женската популација? Вака, значи перикардитот како или заболување, општо да кажем, како заболувањата на перикардот се смета дека се поретки. Меѓутоа, ако станува збор за инфективен перикардит, воспаление на перикардот, најчесто од вирусни инфекции, тогаш се смета дека тој почесто е кај мажите, негде односот помеѓу мажи и жени е околу 3:1. Додека за другите заболувања на перикардот, кога станува збор, тогаш тој однос меѓу мажи и жени е изедначен и некаде 1:1 се исто кај мажи и кај жени е застапен. Што е со децата? Имаме ли воспалување? Значи може да се јави и кај деца, меѓутоа поретко. Така. Кажавме дека е заштитник на срцето, ги спомнавте од трауми, инфекции и така натаму, но еве доаѓа и до промена, нели, во неговата функција. Која е најчестата причина за промената? Значи, најчеста причина за појава на воспаление на перикардот се инфекциите, инфективни причинители, и тоа најчесто вируси. Повеќе видови на вируси, најчесто го среќаваме после епидемија на грип. Така. Значи, во време кога владее грипот, може, значи, дури многу често, дури некаде кај 30% од пациентите да има појава на перикардит, кои што имаат прележано грип. И поретко се среќава од инфективните причинители, како причинител бактерии може да бидат габички, паразити. Меѓутоа, значи, како што кажа, воспалителни процеси на перикардот почесто се среќаваат, исто така кај во склоп, значи некако примарно заболување. Како примарно заболување перикардот, значи ретко се јавува и тоа најчесто некоја вирусна или бактериска инфекција. Меѓутоа, како во склоп на некое друго заболување го среќаваме многу често. И како такви болести кај кои што најчесто го среќаваме перикардитот како појава се автоимуните, системските заболувања. Значи, негде околу 30% пациентите што имаат, еве да го спомнам, реуматоиден артрит, значи развиваат и воспаление на перикардот. Потоа можеме да го сретнеме кај реуматска грозница, кај васкулити, кај туберкулоза, исто така имаме перикардити и кај сите други системски заболувања, значи може да не биде зафатен и перикардот со
воспалението. Се е тоа во склоп на тие заболувања. Меѓутоа, перикардитот може да се јави и како компликација при некои заболувања, компликација на некои од основните заболувања. Како причина за перикардит може да ни биде масивен инфаркт, после инфаркт, например, како последица, како компликација може да ни се јави перикардит. При дисекција на аорта, тоа е кога има една доста, мислам, ургентна животно загрозувачка состојба, кога исто така може да биде комплицирана со зафаќање на перикардот. Други причини можат да бидат метаболни заболувања, како што се, например, хронична бубрежна инсуфициенција, каде што имаме така наречен уремичен перикардит. При заболување на тиреоидната жлезда, при хипотиреоза исто така може да не биде зафатен перикардот. Може да имаме воспаление или заболување на перикардот кога и не мора да ја знаеме етиологијата, така наречен идиопатски перикардит. Перикардит може да се развие исто така при трауми, дали се тоа собреќајки или некош може при прострелни рани, исто така да биде зафатен перикардот. Или пак често пати го викаме јатроген перикардит, кога се случува при некои хируршки интервенции, најчесто хируршки интервенции кои што се во градниот кош одвиваат, значи кардиохируршки операции на срце, операции на бели дробови и како компликација исто така може да се појави, значи заболување на перикардот. Тоа се воглавном причините, значи може да се јави, го имаме во склоп на повеќе заболувања, можеби не се мисли многу на перикардот, меѓутоа знае да даде клиничка слика, знае да даде така една клиничка слика која што некојаш и бара хоспитализација. Така, може ли да се избегне моментот кога имаме промена во дејството и функцијата на перикардот, да ги заштити коморите? Да застане процесот, да кажеме, на заболување кога станува збор за инфекција на перикардот? Да, кога станува збор за инфекција, значи како што кажав, нормално помеѓу двата слоја на перикардот нормално имаме некаде околу 15 до 50 мало количество на течност, тоа е воглавном плазма и меѓутоа ако тоа количество на течност се зголеми, тоа го ја компрометира функцијата на срцето и затоа треба да се лекува, треба да се даде соодветна терапија, да се открие на време, за да не дојде до компрометирање на срцевата работа, затоа што ако имаме на собирање на поголемо количество на течност помеѓу тие два слоја, фактички срцето доаѓа под притисок и не може да ја врши својата функција, се јавуваат симптоми кои што се манифестираат во клиничката слика на самото заболување. Така. А што е она кое што сигнализира дека станува збор нешто веќе за некој пореметување? Да. Тоа се фактички симптомите кои што се јавуваат при појава на перикардит. Имаме акутен и хроничен перикардит. Акутниот перикардит најчесто не е при вирусни инфекции, додека хроничниот не е најчесто во склоп на оние други заболувања, како што ја кажав, најчесто системски заболувања, метаболни заболувања. И исто така перикардитот може да биде ексудативен и констриктивен или сув перикардит. Кај ексудативниот перикардит, како што спомнав и претходно, значи имаме зголемување на количеството на течност помеѓу тие два слоја и симптомите обично се манифестираат заради растегнувањето на овие два слоја, две мембрани на перикардот, се манифестира со болка, градна болка, која што болка исто така се појавува и во грбот и карактеристично за болката при перикардит, што треба да знаат пациентите, нели, е тоа што таа болка обично при вдишување или инспириум се зголемува, се потенцира, додека при исто така се потенцира и при легнување на грб. Лежење на грб, значи се зголемува. Додека при седнување во седечка положба или при станување таа болка се губи. Така. Друго што е важно од симптомите исто така може да се јави висока температура, може да се јави замор, отежнато дишење, тахикардија кај пациентите. Значи сите тие се придружни симптоми кои што се јавуваат при акутниот перикардит. Кај хроничниот перикардит пак
Овде веќе, значи, може да има градна болка, може да има замор, може да има тешко вдишување, земање на воздух, меѓутоа повеќе доминираат симптомите од основното заболување во чисто склоп се јавува езафатени перикардот, како на пример да кажам туберкулоза, реуматоиден артрит, тука веќе доминира клиничката слика на основното заболување. Така, доволна е симптоматологијата за поставување на дијагнозата? Не, се разбира дека не е доволно. Ние секогаш нели се базираме на клиничката слика кај пациентите, анамнестички податоци што ќе ни дадат, меѓутоа мора да се направат иследување. Секогаш правиме аускултаторен преглед кај пациентите, значи на аускултација ги слушаме пациентите и карактеристично за перикардитот е што слушаме шум или перикардно триење, кое што го слушаме и во текот на систола и на диастола, го слушаме некаде во четврт меѓуребрен простор парастернално, што е така карактеристичен знак за поставување на дијагноза на перикард. Меѓутоа, обавезно значи треба се направи ЕКГ, каде што и на ЕКГ гледаме промени кога се работи за воспаление на перикардот. Најчесто имаме промени, значи имаме инверзните бранови, имаме промени во СТ сегментот, кои што на нас не укажуваат дека може да се работи за некое заболување на перикардот. Потоа рентгенграфија на бели дробови и срце се прави. Сега кај рентгенграфијата на бели дробови и срце може кај констриктивниот или сувиот перикардит нема да најдеме некои знаци кои што ќе не упатат на таа дијагноза, додека кај ексудативниот, кога имаме насоберено повеќе течност во перикардната кеса, тогаш срцето ја губи својата форма. На рентгенграфијата ние гледаме дека срцето и добива форма или на крушка или маторка, како што ние го гледаме. Зголемена е значи срцевата сенка, што ни укажува дека може да се работи за за болести на перикардот. Потоа овде би го напомнала како златен стандард во дијагнозата на перикардот ни е ехокардиографскиот преглед на срцето. Значи при ехокардиографскиот преглед на срцето ние покрај тоа што гледаме сите други структури на срцето, комори, валвули, миокард, значи го гледаме посебен осврт и на перикардот обрнуваме за да ги видиме промените, дали тој е задебелен, каква е подвижноста, дали имаме раслојување, колкаво количество на течност има насоберено, дали има, дали нема. Значи при тоа, при ехокардиографскиот преглед, добро може да се види. Така. Може да се направи исто така и други испитувања, тука не се и магнетна резонанса, тука не се и компјутеризираната томографија, меѓутоа, тоа повеќе се користи кај пациенти кај кои што се сомневаме дека, како и сите органи, исто и перикардот може да биде зафтен со тумори, дали се тоа примарни тумори или метастатски тумори, и тогаш значи се препорачува и магнетна резонанса или компјутеризирана томографија, бидејќи многу често перикардот може да биде зафатен од метастатски тумори, тоа најчесто од тумори на бели дробови, карцином на бели дробови, карцином на желудник, лимфоми, кои што се тука најчесто во таа регија, меланоми. Така. И тогаш се препорачуваат значи и магнетна резонанса и компјутеризирана томографија. Така. Има. Се лекува ова заболување? Да. Има Значи, единствено само е инвазивно или? Не. Значи лекувањето кај акутниот перикардит, ако навреме се открие, значи пациентите треба при, како што ги спомнав ево овие симптоми, при појава на такви симптоми треба да се јават на лекар. Треба да се направи ехокардиографски преглед, што не е, мислам, најбрз, најнедостапен, нема штета, нема зрачење, и да се открие и да се лекува. Лекувањето обично кај акутниот перикардитис, како што спомнав, најдобро е пациентот да се хоспитализира. Се дават аналгетици, се дават антиинфламаторни лекови, кортикостероиди ако имаме ексудат повеќе. Потоа, ако се сомневаме дека се работи за некоја бактериска инфекција, се дава и антибиотик. И тоа неколку дена се лекува. Исто така, потоа и подолго време се остава пациентот на која се работи, например, за бактериски перикардит, се остава на антибиотска терапија или се вклучуваат антиреуматици подолго време, антиинфламаторни лекови, за да се целосно излекува, секако со контролна ехокардиографија, каде што го гледаме ние бенефитот од лекувањето. Значи, повлекување на ексудатот,
контролниот преглед не е многу важен. Така, но колку често настануваат компликации, дури еве и при будно следење и давање на терапија? Да, значи компликации настануваат поготово ако пациентот не се јави на лекар или ако не се лекува. Така. Кај ексудативниот перикардит имаме компликација која што може да биде животно загрозувачка. Значи, тоа е тампонада на срцето. Што значи тоа? Тоа значи кога во срцевата кеса се собира големо количество на течност. И срцето е потиснато и не може да ја врши својата функција. Просто само трепер или не. Значи, пациентот не е тогаш во една животно загрозувачка состојба кога може да не биде шокиран, не може срцето да испомпува, не може да се шири, не може да се контрахира. Пореметен е аутпутот или сврлањето на крв во системската циркулација, пациентите не се во една животно загрозувачка состојба и ако во тој момент не се преземе нешто, кај пациентите обично завршуваат со смрт. Значи, во тој случај, кога имаме тампонада на срце, која најдобро се гледа на ехо, пациентите веднаш треба да се упатат да се направи перикардиоцентеза. Тоа е метода со која што се прави фактички пункција на перикардната кеса и се извлекува вишокот на течност, со што се ослободува срцето за да се ја врши нормална функцијата и на тој начин може пациентот да се спаси. Така. Исто така, како компликација може да не се јави и кај сувиот, констриктивниот перикардит. Сега, тука компликацијата е тоа што, како што кажав, кај констриктивниот перикардит или сув перикардит, овде доаѓа до создавање на сврзнат киво помеѓу овие две слоеви на перикардот. Значи се создава сврзно ткиво, доаѓа до задебелување на самиот перикард, така да во некои случаи дури и до калцифицирање. Срцето, фактички неговата кеса во која што е сместен перикардот е како во оклоп, значи како луш под јајце. И тоа не може да функционира, да се контрахира, да врши својата функција. И во тој случај, значи, обвезно пациентите завршуваат со десно срцева слабост, лево срцева слабост, значи комплетно срцева слабост и ако и покрај дената терапија, така, завршуваат најчесто со смрт или пак како и овде хируршкиот третманот, значи треба да се направи перикардектомија каде што се исто така ослободува, значи со таа интервенција, со таа операција се ослободува срцето за да може понатаму да се врши својата функција. Така, но прогнозите не верувам дека секогаш се со исход смрт. Не. Значи, како што реков, треба навреме да се открие, да не се дозволи толку, пошто може многу брзо да се наполни перикардот со течност. И затоа треба навреме да се јави пациентот на лекар, да се направат испитувањата што треба да се направат, за да може да се открие и да се почне со терапија, за да се повлече воспалението, за да не дојде до тампонада на срце. Или до, како што реков, кај другиот перикардит, до фиброзирање и до калцифицирање на перикардот. Значи се лекува, прогнозите се добри, ако навреме се лекува. Сега можда има лоша прогноза кога се работи за некој карцином на кој што е зафетен перикардот. Тука веќе прогнозите се лоши или пак ако не се јави пациентот на лекар, не знае, не е на време диагностициран, исто така и тампонадата може да биде, како што реков, животно загрозувачка и да дојде до смрт. Така. Затоа Еве, ова нека биде и препорака до нашите гледачи, нели на време. Значи, моја препорака е да. Обично овие симптоми, таа градна болка што се јавува кај пациентите, диференцијално диагностички може да биде и ангинозна болка, значи не знае пациентот има градна болка, меѓутоа сепак треба да се издиференцира, да се јави на лекар и да се види, да се направи преглед, да се направат испитувања, да се види од што е градната болка, дали е градна болка заради ангинозните гобе, заради некое стеснување или запушување на крвните садови кај срцето или се работи за перикард. Ако веќе се работи за перикардитис, тоа се лекува, значи со терапија може да се пациентот излекува, може да се спречи понатомошното влошување на болеста и да се спречат компликациите.
Така, нормално. Со Значи редовна... треба да се прават редовно. Барем Редовни, екокардиографски прегледи не се штетни, Така. не се инвазивни, Но немаме сепак зрачење. ја гледаат разликата во да. целокупната работа. Значи се гледа, да. Доктор, јас ви благодарам што и вечерва бевте во оваа ординација. Се гледаме во некој наредно издание, нели, со нова тема. Ви благодарам и на вас. Така интересна тема, ретко заболување, ама не, мислам, добро е пациентите да бидат запознаени, секако и да ги следат препораките на лекарите. Ви благодарам и на вас. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам што и вечерва бевте со оваа ординација. Се гледаме наредната среда со нови гости и нови теми.